И официјално Скопје се приклучува на повиците на меѓународната заедница за смирување на ситуацијата на северот на Косово. Пораките од македонскиот државен врв следат по ескалацијата на состојбата поради интервенциите на косовската полиција и блокадите на српското население. Во екот на тензиите меѓу Белград и Приштина, кои го вознемирија регионот, Европската унија и американската администрација, првиот човек на Косовското собрание, Глауко Њувца, допатува во земјава. Од шефот на државата го слушна ставот дека Северна Македонија е за наоѓање севкупно решение. Председателот Пендаровски повика на нормализирање на односите со што ќе се гарантира мирот, стабилноста, безбедноста и напредокот, како на нашите соседи, така и на целиот регион. Во тој контекст, председателот го реафирмираше ставот дека Република Северна Македонија го поддржува диалогот Белград-Приштина за изнаоѓање сеопфатно решение со посредство на Европската унија и САД, информира од кабинетот на Пендаровски. И спикерот Џафери повтори дека Белград и Приштина треба да деескалираат ситуацијата и да работат на нормализирање на односите. Во однос на диалогот Приштина-Белград, нашиот став е ист како и претходно. Целосна поддршка до постигнување на конечен договор, прифатлив за двете страни. Договор со кој ќе се гарантира мирот, стабилноста, безбедноста и напредокот на двете земји и на целиот регион. Се разбира, постигнатиот договор за регистарските таблички со посредство на Европска унија е акт кој што влијае на намалување на тензиите на северот на Косово и е позитивен знак и поттик за продолжување на преговорите се до нормализирање на односите меѓу двете земји. Конјувце уверува дека Косово е за решавање на проблемите низ диалог, истовремено обвинувајќи го Белград дека ги поттикнува и поддржува активностите на северот на Косово. Ја повика меѓународната заедница да делува. Овие постапки на Србија се неприфатливи, а ти имаат за цел дестабилизација на државата Косово. Стоиме обединети во осуда на овие постапки на Србија и во одбрана на демократијата на Косово. Целта на Србија е ескалација на ситуацијата, а кај нас е токму спротивното. Ние сакаме деескалација. Тоа што ние би сакале Европската унија и меѓународната заедница да бидат малку погласни во однос на осуда на ваквите јавно признаени организирани настапи на експонентите на северот на Косово кои преземаат незаконски дејства. Нема да дозволиме внатре на територијата на Косово српскиот председател Александар Вучич да командува преку овие банди. Вучич најави дека Белград ќе испрати барање до командантот на КФОР да дозволи распоредување на српската војска и полиција на Косово по влошувањето на безбедносната ситуација. Вашингтон преку заедничко соопштение на амбасадите во Приштина и во Белград изрази загриженост за состојбата и повика инволвираните страни да покажат максимална воздржаност и да преземат итна акција за смирување на ситуацијата. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.